По престојот во Валона, нашата екипа тргна за Драч, кој што од Валона е оддалечен 123 километри и се вози околу 1 час и 32 минути. Од Валона до Драч возевме по автопат и возењето е лесно и релаксирано, без некои поголеми предизвици како кривини или нагорнини. Во Драч се сместивме во еден од најголемите и најпознатите ресорти во Албанија, Grand Blue Fafa, хотелски комплекс составен од повеќе згради кои изгледаат вака. Ресортот Grand Blue Fafa е дел од поголема компанија Fafa Group, која што има 3 хотели. Grand Blue Fafa е ресорт со 5 звезди и во својата понуда располага со се што бараат туристите во денешно време. Работи по принципот Ultra All Inclusive, располага со базени, спа центар, голем ресторан организиран по принципот на шведска маса, на која нема што нема. Од традиционална албанска и балканска храна, италијанска кујна, до морска храна. А интересно е тоа што овде дел од храната се приготвува пред самите гости. Спа центарот на Grand Blue Fafa е приказна за себе. Има голем базен, сауни, турски купатила, джакузи, салони за масажа и е дизајниран во неверојатен, уникатен стил кој прави посебно пријатно чувство. Ресортот надвор од All Inclusive понудата има и ресторан кој може да уживате во ала карт мени. Овој ресторан е отворен и за посетители кои не се сместени во хотелот, лоциран до самата плажа и покрај тоа што има прекрасна гледка кон морето, има и врвна храна послужена од врвно обучен персонал. Ние во Фафа престојувавме во мај и веќе на плажата имаше ентузијасти кои се сончаа на мајското сонце и уживаа во прекрасниот ветар на Јадранското море, додека во летната сезона плажата пред Grand Blue Fafa е организирана со лежалки и чадори за сонце и изгледа вака. Откако ја вкусивме храната во All Inclusive ресторанот, се упативме кон центарот на Драч. Драч е втор по големина град во Албанија и е многу раздвижен и жив град. Го има најголемото пристаниште во Албанија, кој е воедно едно од најголемите пристаништа на Балканот. Драч е град полн со историја, која почнува во 7 век пред новата ера, а денес е модерен приморски град, кој освен за летен одмор, заради пријатната клима и благите зими, е идеална дестинација за патување и вон летната сезона. Ние го снимивме центарот на Драч и неговото шеталиште, кое е пространо и добро организирано со паркови, детски игралишта и многу кафе-барови и ресторани. На шеталиштето има споменици на светските музички звезди Боб Дилан и Мик Джегер, потоа споменици на албански херои и на крај се наоѓа споменик на рибарите, кои тука ги има многу и во текот на целата година ловат и продаваат свежа морска храна на минувачите. На крајот од шеталиштето се наоѓа оваа градба, која има форма на скалила, која што е собиралиште на младите и на која можете да сликате и снимате интересни содржини и да уживате во пријатниот морски воздух. Денот го продолживме во еден од ланч-баровите во Драч, во кој уживавме во пијалоци, наргиле, свеж воздух и неверојатниот поглед на Јадранско море. Следното утро во рани зори се упативме кон аеродромот Мајка Тереза, откаде дел од нашата екипа полета кон Виена, додека другиот дел се врати дома во Македонија.